Некако чудно ми е седењево, ќе морам да станам, затоа што ко поранешен адвокат научен сум да стоам кога зборувам. Така да извинете ако грешам протоколарно, ама не ми е комотно на столчево, но е легната на. Првен благодарам на поканата, декане, професоре, благодарам на можноста да бидеме дел од оваа дебата, која што се надевам дека ќе биде во интерес на Македонија, во интерес на безбедносниот сектор во Македонија, затоа што во нареден период не очекува многу работа во делот на реформи. Еден професор од Аризона во разговорите кои што ги имавме во делот на една сфера која што е како поврзана со безбедноста во државата, а тоа е кризниот менеджмент. Пред некој ден при разговор кој што ги имавме ми кажа: "Ве молам, министер, вика, немој да го употребувате зборот реформа, затоа што кога реформирате нешто, вика, треба да имате систем. Вие во Македонија систем немате. Не може да го реформирате." Накратко кажано, не очекувам многу работа. Јас не гледам до толку црно, еве да кажеме, на работите, особено во делот на она кое што е денес на наша суштинска тема. Сметам дека имаме капацитети, сметам дека имаме основа која што можеме да ја надоградуваме, но гледиштата на одредени експерти се такви какви што се, а мислам дека не се далеко од вистината. И сега, како и секој еден друг болен процес кој што треба да се направи, прво нешто кое што треба да направиме е да ја утврдиме фактичката состојба и да си признаеме дека имаме еден корозиран систем кој што во минатото многу пати потклекал на предизвиците, не ги дал резултатите соодветни и кои што и текако ќе треба да си ги засукаме ракавите сите ние, не само Министерството за внатрешни работи како институција, сите делови од државниот апарат, еве така да го кажеме, професорите во делот на експреската фела, невладините организации во рамки на својот дел, новинарите во делот на она кое што е нивна надлежност. Секој еден граѓанин треба да даде свој допринос доколку сакаме да изградиме една нормална држава. Здрав безбедносен систем кој што се темели на институции функционални, мислам дека е услов без кој не се може ако сакаме да говориме за една нормална држава. Сега, кои би биле приоритетите на Министерството за внатрешни работи во еден нормален циклус за реформирање, почетно, да речеме, од наредни 3-4 години кои што следат пред нас. Имајќи ја предвид институцијата каде што сме, имајќи го предвид центарот за обука, ево обично на крај го оставам, сега ќе почнам од него. Мислам дека воведувањето на средно полициско училиште за почеток со 2 години, 3 и 4 година, во рамки на една специјализирана дејност која што би ја обавувале овде, треба да е една од темелните реформи, темелните чекори, основен пилар на Министерството за внатрешни работи, и тоа го работиме. Работиме интензивно на законско решение кое што ќе овозможи 3 и 4 година од средното школо да нашите млади луѓе ја поминат во рамки на центарот за обука и го вратиме она средно училиште кое што сме го имале на времето на здрав темел, и при тоа не со курс од 6-9 месеци, туку уште многу порано, на 16 години од прилика, да речеме, да ја вградиме во срцето на младите луѓе желбата и љубовта кон татковината и професионализмот во рамки на идното нивно функционирање во Министерството за внатрешни работи. Мислам дека новинарите може да забележат дека центарот моментално е едно мало градилиште, овде интензивно
Работиме на реновирање на центарот. Интензивно се работи на санација на просториите кои што ги имаме, на салата која што е овде, многу клучна за образованието на нашите деца, на базенот кој што го имаме, нови простории се градат, вециња се реновираат, просториите каде што спијат дечињата се реновираат, работиме интензивно. Некој можеби сакаше да не го реализира тој проект во минатото, но со поддршка од страна на нашите стратешки партнери, со поддршка од страна на сите меѓународни пријатели, а ги имаме многу, со поддршки на владата, овој центар се надевам дека ќе стане не само центар за средно полициско училиште во Македонија, туку и регионален центар кој што ќе овозможи континуирана обука не само на нашите полициски службеници, туку и на сите останати полициски службеници ширум Балкан, ширум Европа, па и пошироко. Ги имаме капацитетите, ќе ги надградиме, ќе ги прошириме и се надевам дека ќе можеме да одговориме соодветно на овој предизвик. Втор пилар, кој што морам да го напоменам и на кој што интензивно работиме, е дигитализацијата. Еден пример за дигитализација кој што при тоа може да се поистовети со намалување на дискрециони овластувања, а со тоа и спречување на корупција, која што во минатото и како било изразена при издавање на дозволи за поседување на оружје, е софтверското решение кое што дигиталното решение кое што го отпочнавме да го применуваме во делот на издавање на лиценци за оружје во Министерството за внатрешни работи и одличен пример како кога се воспоставува системско решение со примена на алатки придобивка на 21 век, може да се намалат коруптивните дејанија во рамки на институциите, па макар таа институција била и Министерство за внатрешни работи. Со дигитализација на процесите во Министерството за внатрешни работи, веруваме дека ќе го подкренеме стандардот на професионализам, ќе намалиме корупцијата во рамки на редовите на Министерството и ќе овозможиме побрза услуга за нашите граѓани. Како што и го покажавме на дело со процесот на издавање на лиценци, односно дозволи за поседување на оружје. Тоа е само еден пример, но е добар пример за тоа во која насока треба да ги движиме сите процеси во Министерството. Во делот на реформи, морам да го напоменам новиот закон за внатрешни работи кој што треба да следува и новиот закон за полиција, кои што треба да решат голем број на проблеми кои се затекнати, постојат во рамки на работењето на Министерството за внатрешни работи, а суштински се поврзани со нефункционалноста на Министерството за внатрешни работи. Еве, нефункционалност ќе наведам само еден пример. Моменталната состојба, поставеност, дисфункционалност на граничната полиција и начинот на кој што Министерството долги години наназад, повеќе од 20 години, например, да речеме, еве, една полициска станица за граничен надзор ќе одберам, тоа е полициска станица за граничен надзор Маздрача. Таму работат негде од прилика измеѓу 40 и 50 на полициски службеници, кои што годишно не коштаат околу 1 000 000 евра, да речеме, бруто. Македонските граѓани ги коштаат околу 1 000 000 евра бруто, а при тоа резултатот нивни на крајот на денот е 2-3 акции во делот на оперативна акција горе. И шпартање на гранична линија за надзор од полициските службеници во делот кога можат. А какви услови имаат? Каква униформа имаат? Каква опрема имаат? Колку патуваат до таму? Колку се ефективни? Кој е резултатот од нивната работа? Никој не го поставил тоа прашање повеќе од 20 години. Никој не го поставил тоа прашање повеќе од 20 години. А долго време наназад се разговараше за тоа како имаме безбедна граница, како имаме одлични резултати, како се е розово и така натаму и така натаму. Нешто не е розово, катастрофално е. И мораме да го смениме тоа. За да го смениме,
Треба да смениме првен закон за внатрешни работи, треба да смениме закон за полиција, да ги создадеме легислативните услови, па понатаму да навлеземе во делот на суштинска промена, како сме ја замислиле граничната контрола, сме ја замислиле како и секоја една друга нормална држава, особено држава која што нели се фалиме дека сме дел од членките во НАТО алијансата, која што ќе ги употреби сите современи техники и технологии за утврдување на фактичка состојба, за соодветно реагирање, а при тоа ќе имаме мобилни единици, кои што мобилни единици ќе бидат соодветно распределени. Прво ќе имаат униформи, второ ќе имаат возила, трето ќе имаат опрема соодветна, четврто ќе имаат знаење, континуирано и обука и така натаму. Ова е голем процес и соодветно ќе реагираат согласно поставеност во рамки на едно системско решение. Пак само пример дадов. Ова е само еден пример. И еве уште еден пример би дал за круцијален фокус од страна на Министерството, а тоа е воспоставување на систем за безбеден град, кој што во иднина ќе го имплементираме во делот на безбедна држава. И освен тоа што придобивките на 21 век ќе ги користиме во делот на стандардната полициска криминалистичка работа. Дај Боже, секогаш го велам тоа, дај Боже, а сигурен сум дека ќе е така. Во делот на втората негова употребна вредност круцијална, а тоа е констатирање на сообраќајни прекршоци, со тек на време да го намалиме бројот на човечки животи во Македонија, кој што е фрапантен и катастрофален. Скоро секој еден ден добивам порака на телефон како младо лице загинало како последица на сообраќајна незгода. Ако Обединените арапски емирати со 13 милиони луѓе успеале бројката да ја намалат за 5 години од примена на интелигентно решение вакво, од 250 на 140 жртви, за нас е неприфатливо на 1.800.000, еве 2 милиона со посетители, да имаме 140 жртви. Тоа не дозволиво. И мораме овие катастрофални бројки да ги намалиме. Како ќе ги намалиме? Со системски решенија. Со системски решенија. Овој проект за среќа било почнат одамна, пробале да го имплементираат и во овој дел, но како и за се друго, со познатиот принцип на функционирање како и до сега, на крајот резултатот во овој дел бил нула. Но ние ќе го имплементираме. Како ќе го имплементираме? Ќе создадеме соодветна законска регулатива, ќе ги инсталираме сите оние технички средства кои што треба да бидат инсталирани и ќе ги ставиме во функција, ќе го ставиме во функција овој проект на територија на Македонија. Само така, само со системски решенија можеме да говориме дека имаме суштински круцијален пристап кон решавање на проблемите. Поинаку со адхок замачкувања и популистички приоди кон проблемите, многу пати во минатото се покажало дека резултат нема да има. И нема. Не би сакал да должам повеќе, не знам колку време одземав, но накратко ова се дел од основните пилари на кои што Министерството за внатрешни работи ќе биде фокусирано во наредниот период и е фокусирано интензивно секојдневно за нивна имплементација. Би сакал да говориме и за One Stop Shop, систем кој што ќе го воведеме на граница, би сакал да говориме и за многу други проекти кои што ги имплементираме, би сакал да говориме и за оделение за еколошки криминал кој што би требало да го имаме во иднина, би сакал да говориме и за зајакнување на капацитетите на оделението за организиран криминал, на крим полиција и така натаму. Тоа секако се круцијални работи во рамки на еден нормален безбедносен систем во Македонија, а во надлежност на Министерството за внатрешни работи, но тргаме од фактот дека мораме да изградиме систем на здрави темели кој што ќе треба да продуцира во иднина
суштински резултати за подобрување на животот на сите македонски граѓани. Од мене толку благодарам.